Почитувани гледачи, еве сме повторно назад во студија. Овде со мене во студијата е Зоран Николов, кустос археолог. Со него ќе разговараме за археологијата и за археолошките истражувања. Добре ни дојдовте во рано наутро. Добре најдов. Така, еве најпрвин да започнеме да дадеме еден вовед на нашиот разговор. Што е астрологијата? Наука за што? Археологијата е Археологијата се извинува. Археологијата е наука, значи која го проучува минатото на човекот и на човековите цивилизации низ истражувања кои се вршат по пат на ископувања. Значи, целите цивилизации и секојото дејство на луѓето во минатото од преисторијата, односно од појавувањето на човекот па се до современиот свет. Така. Еве, која е тежината на вашата професија, односно што се треба да знае еден археолог? Значи, еден археолог пред се треба да биде истрплив. Така. Значи, треба да биде помалку и авантурист. Што е најважно? Што е најважно, значи, за да може да се справи со сите тие тежини што се среќаваат на самиот терен, бидејќи археологијата е област која се занимава само исклучиво со работа на терен. Мада постои и археологија кој се вика студиска, односно кој се вика археологија кој се работи во самите музеи, али археологијата пред се е наука кога највеќе се покажува кога ќе се излезе на терен. Така. Еве, има ли Источна Македонија голем број на археолошки локалитети? Па Источна Македонија има многу број на археолошки локалитети. Конкретно нашиот завод и музеј спаѓа нели во источнопланскиот регион, значи ние имаме некаде што се под нас исклучиво по Штипскиот музеј се околу 257 локалитети. Навистина голема бројка, така. Значи тоа се во градовите Штип, потоа во Штип, Кочани, општина Карбинци и општина Облешево Чишино. Значи тие 4 општини се само 257 локалитети археолошки. Еве, вие, например, каде имате истражувања и при ископувањето, што најчесто наоѓате? Значи, при ископувањето најчесто ние сакаме да најдеме нешто повеќе од тоа што го има во самата земја. Значи, најчесто е керамиката која се употребува во старото време. Значи, од кој период, например? Значи, керамиката наоѓаме од преисторискиот период па се до средниот век. Значи, сите тие керамички садови што се употребувале и што човекот ги употребува за домашна употреба и за некое магиско значење, значи за правење некои магии во тоа време, значи за разни украси што спаѓаат во доменот од предмети заработени од керамика. Така, еве ќе ве прашам дали некогаш ви се има случајно при ископувањето, односно при истражувањето, да наидете на некој предмет кој што е тешко препознатлив? Значи се случува да се најде на предмет, али во главно со нашето знаење и нашата интуиција ние го детектираме тој предмет. Сепак во самата екипа на истражувачка екипа постојат повеќе луѓе кои меѓусебно се надополнуваме. Ако едниот не знае да детектира тој предмет, значи другиот се надоврзува и тука се склопуваат нашите знаења во откривањето на староста или за тој предмет. Така. Еве, например, се случува, верувам дека се случува, кога ископувате, кога истражувате некој предмет, да не го пронајдете во целост. Што потоа со тој предмет за да наликува на она што треба? Во главно, за жал, предметите се потешко пронаѓаат во целост. Значи, почесто ги наоѓаме фрагментирани предмети, односно парчиња од предмети кои се понатака се носат во нашиот завод и музеј и се врши нивна интервенција, односно конзервација на самите предмети и се прави реконструкција на предметот како изгледа тој сат или тој предмет во неговата изворна форма. Така, еве, да ве прашам и дали сте некогаш наиделе на диви копачи кога истражувате? Значи, често наидуваме на диви копачи. Значи, дивите копачи работат во Република Македонија. Тоа што барат тие? Злато барат? Значи, тие пред се и го барат, по моје мислење, македонската национална историја. Значи, главната цел е извоз на македонската национална историја, односно на македонската археологија,
главно се извезува, да кажем, во една јужна соседна земја, за жал. Сите тие предмети некој завршуваат кај нив, за да ние останеме без наша историја и наш корен. А еве како се соочувате потоа, дали? Значи, постапка си оде, значи ние формираме екипа која врши увид на местото на активноста, значи на тоа диво копање. Потоа со нас доаѓаат и лицата од полицијата, тие исто извршуваат увид на самото место. И тука завршува нашиот увид, при што ние одиме, составуваме извештај, кој го пропраќаме после до нашите надлежни органи, за да се што побрзо изврши заштитно археолошко истражување на тој локалитет, бидејќи дивите копачи не спијат, тие работат секојдневно. Ноќе, да. Така. А еве, например, има ли Источна Македонија доволен број на археолози? Бидејќи напоменавте навистина солидна бројка на археолошки истражувања овде, археолошки локалитети овде во Источна Македонија? Нема многу археолози во Македонија. Значи, со отварањето сега и на универзитетот Гоце Делчев во Штип на групата за археологија, значи, можеби ќе се зголеми тој број на археолози кои ќе помогна во натамошните истражувања. Значи, археологијата е специфична наука, значи, што единствената работа што може да работи тој археолог е во музеите, значи заводите и музеите. Значи, убаво е да луѓето се запишуваат, односно младите се запишуваат на овие групи, за да имаме што повеќе археолози. Не може да бидат институционално, туку да ни помагаат при нашите истражувања, ќе бидат добродојдени, да дојдат кај нас и да научат нешто и ние да ги научиме нив нешто на тие археолошки истражувања. Така, еве, например, што во најскоро време што истражувавте? Значи, ланската година бевме на локалитетот Баргала, односно на местото кај базиликата Екстремура, што ја викаме ние, што значи надворешна базилика во пред влезот на Баргала. Така, еве, Баргала, со што се е богат? Што имате на овие натаму? Значи, Баргала е доцнантички град кој е богат со многу наоди, со многу објекти кои допрва треба да се истражуваат. Значи, углавно се истражени поважните објекти, значи епископската базилика, бањите, винаријата. Значи, сега се работи на реконструкција на самите бедеми, на северниот и источниот бедем, со тоа што по натамошното истражување ќе се врши и до обликување на самиот град Баргала, односно целиот град ќе го добие онај облик, зидот ќе се реконструира низ целиот правец на Баргала. Така, еве, например, предметите кои што ги наоѓате, освен овде во музејот во Штип, каде се презентираат? Значи, предметите пред се ставени во нашата археолошка поставка. Имаме предмети кои се наоѓаат и во нашата археолошка депо, значи кога ќе вршиме рекомпонирање, ние ги заменуваме старите предмети со нови предмети, за да освежиме малку археолошката збирка. Предметите што ги секојдневно искупуваме, односно годишно што ги искупуваме, одат на изложба во Скопје, во музеј на град Скопје, кај се представуваат, односно сега во археолошки музеј, кај се представуваат сите достигнувања и сите наоди, движни наоди, што се пронајдени на локалитетите во Македонија. Меѓу кои нашите истражувања ги презентираме. Тоа е некаде во декември месец се презентираат тие артефакти, со тоа што после ги враќаме повторно и ги изложуваме во нашата поставка во музејот. Така, а еве ќе ве прашам што следно ќе работите? Значи, следните чекори на нашите истражувања се ќе работиме на локалитетот Исар, односно локацијата Стара Кланица, која се истражува од 2008 година па се до 2011 година беше континуирано археолошко истражување. Исарот како тврдина е доистраживме, сега следува реконструкција, односно следува конзервација на зидовите, значи дигање на одредени ниво со кој ќе може да заличи нашата тврдина Исар како Охридската, како Скопската. А моментално во оваа година ќе истражуваме кај црквата Свети Власие, односно некрополот околу црквата Свети Власие. Така. А еве, например, колку време се задржувате кога истражувате одредено место? Значи, колку време е потребно?
Значи, многу зависи од сите фактори, значи меѓу кои од временскиот фактор, треба да послужи времето за да биде убаво, за да се изврши. Оти многу е тешко да се копа ако нема услови за искупување. Нашата работа е теренска, надворешна, на секои временски неприлики сме изложени, што значи дека нашата работа зависи од средствата колку ќе ни се одобрат и колку ќе можеме да истражиме со тие средства кои се одобрени. Значи, углавно, ние земеме некој репер минимум под 20 дена не може да биде едно истражување. Мада и 20 дена, да, и повеќе 20 дена е малку за нас за да го истражиме тоа место. Така. А еве, можете ли да се сетите од досегашното ваше искуство на одреден предмет или откритие, кое е најстаро откритие досега? Од кој период? Во моето лично? Да. Значи, пронаоѓањето на црквата Свети Власие, така, на локацијата Стара Кланица во 2009 година, кога самата црква не беше уште, не се познава самите темели на црквата, кога доископаме, кога се покажа првиот зид, првите наводи дека постои црква, кога излезе таа, како ја што викам, како феникс се издигна одеднашка од земјата, од утрбата на земјата, излезе црквата Свети Власие, која, како што знаете, представува нели четвртата Исарска црква, онаа црква што го формира онај замислен крст околу тврдината Исар. Значи, заедно со црквата Свети Никола, заедно со црквата Свети Јован и Свети Архангел, Свети Власие е четвртата црква на крстот на замислениот крст околу тврдината Исар. Со тоа се заклучуваат пронаоѓањето на сите цркви на тоа место. Значи, на сите страни има по една црква. Така. Еве, напоменавте дека ќе работите и понатаму на Баргала, на Исар. Може ли да ни кажете дали планирате некоја изложба? Која што може да ја видиме во најскоро време? Значи, кај нас изложби, ние фактички секој ден имаме изложба, бидејќи ги имаме во поставката. Но еве во областа на археологијата. Значи, планираме некои систематски изложби кои би се однесувале, например, на керамиката, односно садовите, например, кои се користеле нашите предци, ги користеле во домашните услови, например, со таква изложба да се представи, да се види со што се служиле тие во домаќинството. Значи, еден предизвик е таква изложба да се направи например, што би ние направиле тука во нашиот галеријски простор во галеријата Безистен. Имаме изложби на монети, скоро имавме изложба на монети од колешката, значи монетите... Од колешката Бети, така? Не колешката Бети, туку колешката Бети беше етнолошката изложба, имаше таа, значи, а додека колешката Гордана Јанева имаше изложба на монети. Значи, монетите од почетокот на првото монеткување, на првите монети, па се до 19-20 век од нашата ера. Така, еве, ќе се навратиме малку. Рековте дека околу, отприлика 20 дена е потребно за едно археолошко истражување, а колкава е екипата, освен археологот на чело? Значи, во археолошката екипа, значи, покрај еден археолог, пожелно е да постојат и повеќе, значи, во самата екипа, бидејќи не се работи на исто место. Значи, тие археолози се распоредуваат на повеќе сектори, кај што работат, односно повеќе сонди. И колегите, археолози, например, некој се случи да имаме двајца, некој тројца. Покрај археолозите во екипата имаме и архитект, кој го врши првите, значи, онова, просторот го прави квадратна мрежа околу самиот простор, ги избележува сондите на кои ќе истражуваме и тие места. Значи, покрај тоа имаме и сликар во екипата, кој се фотограф, кој се грижи за фотографиите, значи да се тоа да се фотографира и документира во нашите дневници, за после да можеме и во архивите. Така, еве, за крај, јас ќе ве замолам еден апел до сите оние, како што кажавме, диви копачи и општо до граѓаните, доколку најдат на некој предмет значаен за историјата на Македонија, што треба да направат? Значи, да се обратам до јавноста, значи, секој предмет
што ќе го најде нашиот народ, значи да го сочува и да не го отуѓува од себе. Ако не може тој да се грижи за себе, значи да го пријави и да го донесе во Заводот за заштита на споменици на културата во музеј Штип, за да можеме ние да го заштитиме од тие диви копачи кои извезуваат нашата историја и нашето минато. Така. Значи, тие треба, самите граѓани треба да бидат сојузници на нас археолозите во заштитата на нашето национално богатство. Така. Еве, јас многу ви благодарам што одвоивте време и што бевте гостин во нашата утринска емисија Рано наутро. Се надевам дека во наскоро време ќе се видиме во некоја друга прилика, за некоја друго откритие. И на терен. Така, и на терен поинтересно да доловиме. Тамо да се долови целата атмосфера. Точно, така. Кога ќе се подстопли малку времето, секако ќе имаме во план. Почитувани гледачи, овде и го завршуваме разговорот со нашиот денешен гостин. Ќе направиме една кратка пауза со една македонска песна, потоа се враќаме во студио и продолжуваме се до 10.